Љубовта и хуманоста треба да бидат во срцето на сите верници, особено за време на празниците. Ова го порачува отец Оливер Петровски од организацијата Свети Спас, која им помага на најсиромашните и најранливите. Нејзината цел според отецот е да ја врати надежта и вербата кај луѓето. Ние како хуманитарна организација на Скопската православна епархија се обидуваме да помогнеме секогаш, секаде и на секого, нормално во рамките на нашите можности. За жал, и ние самите немаме доволно донации за сите оние луѓе кои што ќе побараат, но се трудиме да ги издвоиме најприоритетните со цел да можеме веднаш да им помогнеме. Бројот на семејства кои бараат помош постојано се зголемува, додава отец Оливер. Организацијата соработува со повеќе граѓани, но и со бизнис секторот. Вели дека има мали фирми кои се вклучуваат во речиси секоја акција, но има и големи компании кои не сакале да помогнат. Бројот на оние кои што помагаат и донираат се зголемува. Јас сум пресреќен и презадоволен од тоа што самите луѓе почнаа да не препознаваат и све повеќе луѓе почнуваат да се вклучуваат во нашата мисија за искоренување на гладот. Така што не може би било неблагодарно од мене ако кажам дека нашиот народ, тоест македонскиот народ, дека е скржав или дека не сака да помага. Отец Оливер вели дека државата недоволно се вклучува за да им помогне на најсиромашните семејства, па така улогата ја преземаат хуманитарните организации. Јас се радувам за дека имаат поголема доверба во свештенството отколку во државата, затоа што сепак свештенството, свештениците се оние кои што треба да го водат народот по патот на спасението. Владата е нели нормално за телесното, за материјалното, но сепак знаеме дека материјалното е многу кусо, а духовното останува вековито. Според државната статистика, бројот на оние кои што не може да се обезбедат оброк е 455.000. И да сакате пари во Свети Спас не можете да оставите. Оваа организација ниту прима, ниту работи со финансии. Во случај кога помагаат за болести, отец Оливер ги спојува донаторите со оние кои им се потребни пари, за да им ги дадат средствата директно на рака. Организацијата Свети Спас постои веќе 3 години, а отец Оливер е задоволен од и во неа членуваат и 10-годишни деца, кои на хуманост секојдневно ги учат и повозрасните.